17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, еве сме во првото издание од емисијата од своја страна во новата 2022 година. На почетокот ќе ви посакам само среќни празници, среќна нова, се надевам дека убаво се одморивте, убаво прославивте, ни доаѓаат убави уште празнични денови со кои што нели треба да ги прославиме и убаво да ги поминеме во кругот на семејството. За мој денешен гостин, односно за гостин во првото издание од новата година, го одбрав отец Филип Иванов во Евангелската црква во Велес, кој што фасцинира со неговата хуманост, хуманитарна работа и кој што несебично помага и помогнал на многу семејства на кои што навистина најмногу им е потребен. Нешто повеќе за тоа ќе споделиме токму во ова интервју денес, во ова издание од емисијата од своја страна. Му посакувам топло добре дете токму на отец Филип Иванов. Ти благодарам за поканата и навистина е добро да се биде и пријатно е да се биде тука. Отец Филип, ви благодарам што на прва прифативте да гостувате токму во првото издание од 2022. На почетокот ќе ве прашам како сте, како се поминовте дочекот на новата. Така, благодарам на прашањето. Празнични денови започнати веќе веројатно недела дена пред нова година и ќе трае уште неколку недели сигурно после новата година. Прекрасно време поминато и со семејството, и со црквата, и со луѓето наоколу. Наистина добро е да имаме мала оддишка во годината и тие неколку недели да се потсетиме на тоа што е навистина важно околу нас. Така, јас велам и што сме направиле малку да видиме да се навратиме наназад, да заокружиме. Го договараме одамна ова интервју, меѓутоа треба да се случи кога треба да се случи, еве токму во овие убави денови. Мене ме фасцинира вашата хуманост и вашата несебична поддршка и помош онаму каде што навистина е најпотребна. Токму тоа ќе биде и темата, односно фокусот на ова наше денешно интервју. Помагате од кога, како започнува вашата приказна? Многумина ве познаваат како еден од најхуманите луѓе можеби во градот на Рацин, односно Велес. Па ајде од почеток сакам да ја почнеме приказната. Како започна сите таа хумана дејност и активност од ваша страна? Па вака, значи повеќето луѓе го знаат тоа што го правиме заедно со црквата. Јас како пастор на Евангелска црква, заедно со црквата таа милосрдна дејност која ја имаме, и мисија помеѓу луѓето, но веројатно зачетоците на тоа нешто се едни добри 16-17 години порано, кога јас го започнав мојот од со Христос, кога јас започнав во верата, уште тогаш веројатно првичниот импулс за тајте ново пронајдена љубов и радост и исполнување беше како тоа да се даде на другиот. И покрај зборовите, покрај таа работа и духовна служба, да тоа се направи на практичен начин, тргнувајќи од таа прагматична гледна точка. Така уште од тогаш моите први сеќавања за тоа нешто беше моментот тоа што јас сум го примил и кога сум станал свесен за тоа колку сум јас благословен, како сега можам јас да бидам на благослов на другите. Всушност тоа е суштината на христијанскиот живот. Јас сум благословен, сега сум благослов за другите. Така, велат дека онаа рака која што дава не се суши. Што вели вашето искуство? Сакаат ли луѓето денес да помагаат? Пројавуваат ли интерес да помогнат оному каде што тоа е навистина потребно? Да. Вака, моето искуство е дека човекот не може да го наддаде Бога. Во смисла, не може човекот да даде повеќе од тоа што Бог може да му даде за возврат. За понатаму исто тоа да продолжи да расте. Последните скоро 2 години веќе ќе бидеме во оваа пандемија. Слушам паралелно две изјави кои парадоксално и двете се вистинити. Едната е дека луѓето во ова време се озлобија. Иако се разговарала со луѓе и влегуваш во такси или помеѓу пријатели каде да е, мене луѓе ми рекле, вика Филип, многу се озлобија луѓето во последно време. Знаеш, многу стана себични и се до тоа. И тоа е вистина. За одреден дел од луѓето тоа е вистина. Но од друга страна ја велам, да, некои луѓе се озлобија, ама некои луѓе го изнесоа и најдоброто. И историски, ако гледаме во последните 2000 години од како е црквата, имало многу вакви пандемии, кризи, војни и сите нешта. И тоа што е симптоматично за секоја криза е дека
кризата го вади најдоброто од луѓето и најлошото од луѓето. Тоа што сум јас благодарен е што јас имам работа и во последните 2 години, нели, така експонирано да работам и да соработувам со луѓе кои го вадат најдоброто од себе. И дефинитивно во Македонија има луѓе кои се спремни да помогнат, луѓе кои се спремни пожртвувано да помогнат. Ти сите знаеме дека е лесно да помогнеш од твојот вишок, од тоа што имаш одвишок, не знаеш што да правиш со тоа, па ајде ќе го давам. Да дадеш е малку. Но твоето и од твојот веќе недостаток, затоа што сите ние колку и добро да живееме, пак има нешта кои фалат. Луѓе кои им фалат нешта, а се спремни да се стават себе си по страна за доброто на некој кој е во поголема потреба, тоа е вистинската радост и вистинската убавина која се пројави во ова време тука кај нас во Македонија. Така, велат дека за да помогнеш не треба многу, меѓутоа сепак треба луѓе, сепак треба некој кој ќе нели пројави интерес да помогне, оној кој што има повеќе, како што кажавте. Колку луѓе броите вие еве вака како можеби како црква, како организација, како се собравте, како се собиравте, како оди целиот тој процес на донирање? Така, значи оваа служба се изнедри во самата црква. Значи, кога јас станав пастор во црквата пред 4,5 години веќе, мојата идеја беше да од буџетот што ние го имаме како црква, доброволни прилози, знаеме колку отприлика имаме месечно, реков, ајде да почнеме со 5 семејства. Знаеме дека се многу повеќе, ама знаеме колку се нашите можности. Рековме да почнеме со 5 семејства месечно на кои ќе им приготвуваме пакет храна кој ќе биде доволен, нели, не за сите нивни потреби, нормално не може да се направи тоа, но да биде доволно да не гладува. И почнавме со 5 пакети од црквата. Тие 5 станаа 7, станаа 10, 15, сега сме близу 100 семејства месечно кои им помагаме со пакет храна. Значи, ова е за последните 4 години како се случува сето тоа. Црквата, ние како црква сме негде, не знам, 5-60 луѓе возрастни кои се тука, кои гравитираат, кои се редовни на богослужби и така натаму. Но дел од таа милосрдна дејност на црквата не се само луѓето кои се таму на богослужбите, туку се луѓе кои се наши пријатели, наши поддржувачи, луѓе кои сме со истата мисла, со истата душа за нашите сограѓани и пошироко, нели, за нашиот народ тука во Македонија. Така да бројка точна не знам, има веројатно десетици, стотици луѓе кои овде или онде се нашле заедно со нас на патот, но се вклучени многу луѓе во тоа нешто, без чиј придонес никако не би можеле да оправиме тоа што го правиме. Свесни сме денес за жал дека многумина луѓе живеат можеби на маргините од секојдневието, на маргините од општеството. Како одлучувате кому приоритетно ќе му помогнете, кому се ќе му пружите рака од сите тие многу случаи на кои што има потребна помош? Па, вака, мојата девиза е да помогнеме на сите. Знаеме дека Македонија како држава има многу сиромашни луѓе, многу сиромашни семејства, но мојата заложба е да сите луѓе кои ќе дојдат на нашиот пат или кои ќе дојдат кај нас или ние ќе ги сретнеме, да направиме барем нешто за нив. Нешто за нив. Да, значи свесни сме дека не можеме да направиме се за сите, но се трудиме да направиме барем нешто за тие луѓе. Нормално ги има тие техникали во смисла кои се социјални случаи, кои се самохрани мајки, кои се жртви на семејно насилство, кои се деца. Каде итно треба да се реагира? Каде итно треба да се интервенира, каде треба да се интервенира еднократно, каде треба да трае неколку месеци помошта, каде помошта ќе трае до крајот на нивниот живот. И сме имали такви случаи кај што луѓе кои се болни, кои чекаат, не знам, трансплантација на срце, кои се стари, кои се изнемоштени, нема никој, ние сме свесни дека тие луѓе не можат да се вработат, тие луѓе не можат да добијат не знам, некаква екстра помош од државата, од тоа што веќе примаат некоја социјална помош, и дека за тие луѓе ние ќе мора да се грижиме до крајот на нивниот живот. И тоа и го правиме. Во оваа хумана дејност, дали луѓето знаат и да злоупотребат помош? Односно во смисла, дали сте дале онаму каде што навистина не е потребно? За жал има обиди. Дали им успеало на луѓе, веројатно на некој им успеало, ама јас не сум дознал за тоа. Но
има обиди за такво нешто, но со сите тие технички нешта кои ги имаме имплементирано за на кого помагаме и колку помагаме, гледаме да тоа го филтрираме некако. И најчесто како ние действуваме да луѓето можат вака документи да ти донесат се дека се стварно во потреба, дека тоа им треба. Но првен ги посетуваме реално на терен да видиме каде живеат, како живеат. Што случува така? И најчесто луѓето кои доаѓаат на нашата листа за помош и така натаму се по препорака. Значи некој кој навистина ги познава нив, ако е пријател на црквата или кој ме познава мене или знае каква дејност има црквата, да тие дојдат да кажат: слушај пасторе, стварно овие луѓе немаат, стварно им е потребно, стварно треба да се реагира. Да, тоа и ќе ве прашав, извинете, ќе ве прекинам. Како ве наоѓаат? Како знаат да ви се обратат вам? Така, па во Велес ја веќе не верувам дека нема некој што не познава и не знае или не чул или не може да лесно да не најде. Значи за Велес е веќе многу лесно, многу луѓе доаѓаат, но интересната работа е дека луѓе што им треба помош доаѓаат во црквата, а и луѓе што сакаат да дадат помош доаѓаат во црквата. Значи фала му на Господа се развива на таква динамика, на таква атмосфера да и на тие што им треба помош, знаат каде да дојдат, и тие што сакаат да дадат помош, а не знаат кому да ја дадат, знаат каде да дојдат. Најголемиот проблем што го имаме е да се дојде до вистинската информација, да се дојде до вистинските луѓе, затоа што за некои деца, за некои луѓе е очигледно дека им е потребно помош. Дали како се облечени, каде живеат, што прават, е очигледно дека им треба помош. Но последните 2 години ние сретнавме луѓе кои беа во страшна потреба, а тие луѓе да не ни кажеше некој нивни комши или нивни близо, ние немаше да знаеме дека седат 2-3 месеци без струја во зимски месеци, дека немаат храна, дека нели луѓето сепак си држат и до достоинство и се срамат и не знаат како луѓето ќе реагираат и не кажуваат на никој. И сега ние може да осретнеме таа личност на улица, може и да разврземе муавет, ние нема да знаеме дека таа личност е гладна. Ако немаме таква инсайдерска информација. Затоа многу е важно таа динамика и таа доверба помеѓу луѓето, помеѓу црквата, помеѓу соработниците, да знаеме дека на тој човек сме му помогнали, некој рече може не му треба помош. Кам види, не ја знаеш приказната. Да. Нив на вистина им треба помош, веројатно и повеќе отколку тие што доаѓаат и бараат помош, а имаат помош од 10 различни страни. Затоа тука треба многу мудрост во целата работа. На вашите социјални мрежи, односно еве на вашиот Facebook профил, често се забележува отворени повици за помош, за донација на некое семејство, на некое болно детенце или нели човек на кого што му се потребни средства за лекување. Кажете ми колку социјалните мрежи влијаат денес и поттикнуваат да се подаде рака, да се помогне. Еве светоци сме дека кај вас навистина има доста и коментари, доста споделување на објави со кои што луѓето стварно можеби и се мотивираат и они да подадат рака. Да. Ние од почетокот имавме една дилема. Во смисла колку тоа што го правам јас или што го прави црквата, колку тоа да го споделуваме, да го објавуваме. Како ќе биде сватено во смисла? Како ќе биде разбрано, затоа што првата инстанца на луѓе кај која одат е, нели, ако даваш, нека твојата лева рака не знае тоа што го прави десната. Тоа е цитат од беседата на гората на Христос, ама се вади тоа од контекст најчесто за да се нападне тој што нешто се осмелил да направи. Сега во целата работа луѓе не знаат колку Филип направил и дали од тие, не знам, 1000 евра кои биле собрани, дали Филип дал 10 евра, дали дал 100 евра, дали не дал ништо. Но многу се важни социјалните медиуми и тоа веќе од искуство го гледаме затоа што има десетици и стотици веројатно луѓе кои се спремни да помогнат, кои сакаат да помогнат, но не знаат за таа потреба. И сега ако никој никогаш ништо не каже за тоа што е потребата или за тоа што се направило или дека нешто веќе се прави, па некој може да се приклучи кон одредено дело, одреден проект и така натаму, тогаш ние веројатно би се лишиле себе си од сите тие соработници, од сите таа поддршка. Ја велам, ќе беше лесно да не имаме буџет од, не знам, од неколку милиони денари или стотици илјади евра, па ние ќе ги распределуваме и не знаеме што да им правиме на парите, а тие ќе бараме што да правиме. Да, не мора никој ни да не знае ни да не чуе. Немаме буџет, затоа што не знаеме колку ќе биде следната потреба, колку ќе кошта следната операција или следната реновирање на куќа и така натаму и така натаму.
Така социјалните мрежи се навистина благослов. Ако човек знае како да ги употребува, ако има мерило, ако има мерка, се навистина една алатка што може да биде моќно искористена за добро. Токму така се сложувам. Со какви се ситуации се соочувате, односно дали донирате и финансиски, можеби освен сите тие намирници, сите тие други работи кои што нели одат кај лицата на кои што им е најпотребно? Па вака, ние тековно имаме повеќе нешта кои ги правиме. Значи пакетите храна одат месечно и тоа веќе таа работа само по себе си тера што се вика. Се отвори минатата година народна кујна во Велес со Сдружение на граѓани нула гладни во Велес со поддршка од гостилница Боем, но тука и црквата е меѓу првите и се уште еден најголемите поддржувачи на тоа. Тоа си е на дневна основа. Так. Има повремено проекти како што се реновирање на куќи, опремување на куќи или станови за лица од социјален ризик. Има повремени донации за лекувања и така, но тоа што го започнавме сега скоро пред некој месец беше да стипендираме студенти и средношколци. Затоа што сме чуле поговорката, нели, да не му даваш на човекот риба, туку научи го како сам да си фаќа риба. Да. И сега за некои луѓе навистина треба да им даваш риба затоа што сами никогаш не можат да ја уловат, но постојат млади луѓе кои се перспективни, кои се амбициозни, но доаѓаат од социјално загрозени семејства, им треба поддршка финансиска во нивните студии. Така да имаме 8 студенти кои ги поддржуваме финансиски во рокот од нивните студии. Исто така стипендиравме 5 средношколци да земат IT курс со кој понатаму нели би можеле или да се надоградуваат или веднаш да работат, така да има и таа страна од нештата. Значи има и тековни нешта, има еднократни парична помош, има проекти кои се малку подолгорочни, така, како се студенти. Говориме само за подрачјето на Велес, како е на државно ниво? Па, значи генерално тоа што го правиме во Велес и за Велес, затоа што сега ако нашиот дом не е среден, како нели ќе одиме кај комшиите. Но поддршката со храна и со друга помош не е ограничена само на Велес. Гледаме да преку црквите евангелски во другите градови, да кои ќе дознаеме за случаи, например во Штип, да се јавам на мојот колега, он оди таму, ние праќаме тука помош. Да, има мрежа на луѓе кои и во другите градови помошта од Велес ја дистрибуираат, ја носат и посетуваат таму. Така, сега пред новогодишно поделивте и пакетчиња на децата од болницата Чинан во Велес. Исто така одржавте една предбожична свечена прослава на која што беа доделени повеќе благодарници, пофалници за сите оние кои што беа тука за црквата и за нели да ве поддржат вас во вашата хумана дејност. Со кои се луѓе соработувате? Кои се вклучени, односно кои се еве добија благодарници, пофалници на таа свеченост? Вака, вклучени се сите добронамерни луѓе. Значи, кога станува збор за милосрдната дејност на црквата, тука нашата етничка, национална, верска, каква и да е припадност, оди во втор план. Затоа што тоа што е најважно е да се помогне на луѓето кои се во потреба. Благодарници доделивме на луѓе, на поединци, на институции, на фирми кои се наши редовни поддржувачи, на пофалници, на наши соработници кои долги години веќе стојат покрај нас и помагаат не само финансиски, туку и логистички, во труд, во работа, во организирање на настани, на проекти за помош. Така беше една убава прослава на тоа дело дека не опфаќа сите, дека не се само 4 зида на црквата, туку малку така, се одбележавте годината и се што сте сработиле во целата таа година. Беше напорна година со многу предизвици од сите страни и некои од нас нели доживеавме и лични семејни загуби во текот на пандемијата, но од друга страна се случија па и толку прекрасни работи што човек не може само да очајува и да рече се е тешко, криза е, да. Туку се случи навистина прекрасни работи. Пандемијата, што промени таа во вашата активност и во сето оно што го правите? Кажавте дека го извадила најдоброто, меѓутоа,
Па вака, пандемијата, тоа што беше интересно е, кажам, на почетокот, нели се сеќаваме на сите локдауни, на сите затварања, карантини, што и да е. Полициски часи. Да. И јас, додуше, ја имав благонаклоност, добив дозвола за движење, посебна дозвола за движење од Комисијата за односи со верски заедници, на кои сум бескрено благодарен, да баш во тие моменти јас да можам да бидам низ градот, да носам помош, лекови, да посетувам луѓе, затоа што имаше интересни тие неколку недели кои траја, да на улиците на градот беше полицијата, брзата помош и црквата. И црквата, да. И тоа беше интересно да И новинарите. Како? И новинарите. Да, новинарите, да, се знае, со новинарите, така да само ние се поздравувавме по улица. Да. Тогаш. Но тоа што се случуваше, веројатно, действува, пандемијата беше како катализатор, да се што веќе се случуваше тие одредени процеси, сега многу се убрза и се нагласија и порасна за многу кратко време. Влијаеше на животот на црквата, но сега ќе погледнеме наназад, всушност тоа што бевме лишени на почетокот и тие некои ограничувања кои ги имавме и сите тие нешта всушност придонесоа за уште поголем раст, за уште поголем напредок, за уште поголем досег до луѓето на кои им беше потребно тоа нешто. Така. Годинава сте добитници на признание од градот Велес, кој што го доделува по повод 9 ноември, по повод односно денот на на ослободувањето на градот. Мислам дека повеќе од заслужено еве вака. Што значи признанието за вас? Мене навистина ми значи тоа нешто, ми значи затоа што ете таа 9 ноемвриска благодарница, покрај тоа што моето име стои таму, нормално е чувство на задоволство, на исполнето, затоа што луѓето, општината, градоначалникот, советниците го препознале тоа нешто. Мене уште позначено ми е тоа што се препознаваат тие вредности. Јас имам кажано и претходно, вредностите кои ги препознаваме, вредностите кои ги уважуваме и ги фалиме помеѓу нас, се вредностите кои ќе успеваат, да, и вредностите кои им даваме простор да цутат и понатаму. Затоа со тоа признание и со таа благодарница беше препознавање и уважување на тие вистински вредности, љубовта кон ближниот, милосрдноста, дарежливоста и сите тие нешта. Верувам дека со тоа само се отвора поголема врата да тие вредности, тие дејности, тие нешта да цутат се повеќе и повеќе. Така, клучно и важно е да го препознаваме тоа. И велам на луѓето во црквата посебно, велам, некои луѓе се фалат со нештата од кои би требало да се срамат. А некои луѓе, парадоксално, се срамат од нештата со кои би требало да се фалат. Така е. И знаеме, нели, сме на социјалните медиуми, кога се повеќе би се фалеле добрите нешта, во умовите и во срцата, посебно на младите, тие нешта ќе завземаат се поголем и поголем простор. Так. А се додека на негативност или на извртени, изопачени вредности се придава важност и значење, и тоа се фали, и тоа е популарно, тогаш за жал ќе гледаме се повеќе и повеќе од тие работи. Има еден цитат од Вилијам Вилберфорс, тој колега мојот пред неколку векови, кој е најзаслужен за укинувањето на трговијата со робови во Англија во тоа време. Тој е водел таа долгогодишна битка и кога го прашале што е негова животна мисија, тој рекол да направам добрината да биде на мода. Тоа било неговата животна цел, да добрината стане да биде на мода, да биде така, популарна. Да не биде чудно, дека некој е стварно добар. Да не биде исклучок, да не биде леле што прави тој, леле браво за тој, туку тоа да биде нормална работа, Секојдневие. Освен признанието што го додели градот Велес, какво е признанието од сите оние каде што имате помогнато досега? Дали човекот денес е благодарен? Да. Секако има луѓе кои секогаш ќе бидат незадоволни, секогаш ќе фали нешто и секоја помош ќе биде малку, но знаете, во тие моменти човек не треба да суди површински. Да, има луѓе ќе им помогнеш и се благодарни, поголемиот дел од нив. И фала му на Бога што е тоа така. Има луѓе кои после неколку месеци помош ќе дојдат самите ќе речат ти благодариме за помошта, се вработивме, се снајдовме, веќе не ни треба помош, ете, мојот пакет храна нека оди за некој кој му е тоа потребно. И тоа е најголемата благодарница
кога човекот на кој си му помогнал, веќе не му треба помош. И дај Боже на сите кои сме помагали и помагаме да веќе не им треба нашата помош. Тие да може да помагаат. Тие да Така. може да помагаат. Така. Сега моментот е, па дури за луѓето кои се неблагодарни и луѓето кои се незадоволни, треба да се разберат малку подлабоко, дека тие луѓе можеби со години живеат во таа состојба. За тие луѓе пакетот храна или топлиот оброк или облекат или реновираниот дом го решава, ќе речем, надворешниот дел од проблемот. Внатрешниот дел од проблемот, сите тие трауми, страдања, маки низ кои поминале, се подлабоки и за нив треба малку повеќе време да се исцелат, да се променат, да дојде до моментот кај што човек ќе препознае дека проблемот му е решен. Има луѓе на кои им е решен проблемот, ама затоа што Не се свесни. ментално во умот и во срцето се уште се во таа состојба, тие не можат ни да препознаат дека им е решен проблемот. И ќе има неблагодарност, ќе има незадоволство и така натаму. Така да процес е тоа. Не е, нели, ние во Велес викаме буцни прачка пи вино, не е веднаш промената, ама знаеме дека ние го правиме тоа не за благодарам, туку го правиме за нивно добро. Супер они да бидат благодарни како вредност, ама во крајна мера кажале благодарам, не кажале благодарам, ние ќе го направиме тоа како што треба. Така, не зависи од нивното благодарам. Отец Филип, ни доаѓаат убави денови, како што кажавме, празнични, што ќе апелираме, еве, банник утре, Христовото раѓање или Божик веќе наредниот ден, што ќе апелираме до верниците, до сите оние кои што си ги прославуваат овие празници. Така, Бадник, Божиќ, сите христијански празници се денови во годината кои се добри затоа што му даваат ритам на христијанското живење. Јас тоа така го кажувам. Да сите тие денови кои се воспоставени да се одбележуваат празници, дали ќе биде според тој или тој календар, небитно, се воспоставени да дадат еден ритам на нашето христијанско живење, да бидат постојани потсетници на нашата на верата, на Христос, на вистински важните нешта во животот. И веројатно тоа што е најдобро човек што може да го направи тогаш во тие моменти, и постојано, но ете во тие моменти посебно, е да се врати на основите. Да се врати на основите на верата. Зошто, нели, ќе се собереме како семејство, не сме се виделе со недели, можеби со месеци со некои од тие наши блиски, но покрај тоа што ќе препознаеме дека ние сме важни едни со други, како семејство, како пријатели, да препознаеме суштината на животот. Зошто е важно тоа што го кажуваме, Христос се роди, навистина се роди. Што тоа значи? Ако јас постојано им велам на луѓето, замислете Христовото раѓање ја подели историјата на две. Пред Христос и по Христос. Така и по Христос. Замислете колку повеќе тоа ќе се случи во нашите животи, ако тоа Христос се роди, искажано од устата, не бидат просто зборови, туку биде вистинска длабока вера и увереност во срцето дека навистина се роди Спасител, навистина Бог дојде помеѓу нас, да живее, да биде со нас. Едно од имињата кои му се дава од ангелот е Емануел, Бог со нас. Така да во овие празнични денови да се потсетиме на основите на верата, да го поканиме Христос да биде на трапезата. Ја викам, малку е чудно и смешно воедно ако ние го славиме Христовото раѓање, неговиот роден ден, ако може така да се каже, а славеникот не е присутен. Така, да. Замислете, се собереме на нечи роден ден, а на славеникот не му посветиме внимание или го спомнеме само така. Така, ради реда. Ради реда. Да. Затоа што ако сме собрани на Христовиот роден ден, да навистина му дадеме чест на славеникот на тој роден. Ние ќе се видиме секако. Ама да биде тоа за оној кој навистина се роди на тој ден. И кој е заслужен за да го славиме. Која ќе биде крајната порака, еве, која ќе упатиме кон сите оние кои ќе го погледнат ова интервју? Крајната порака веројатно би била да не брзаме. Да во овие празнични денови, а и во сите останати денови, да обрнеме малку повеќе внимание на нашиот ближен до нас. Ние во нашето брзање, во нашите обврски, во секојдневната работа, во секојдневните наши лични проблеми, најчесто сме склони да ги занемариме нашите ближни и да пропуштиме прилика да направиме добро некому. Во христијанската терминологија грев не е само да направиш нешто погрешно,
туку е и да не го направиш доброто што можеш да го направиш. Така да во новата година посакувам да не брзаме, туку да бидеме внимателни, да бидеме чувствителни кон ближните наши околу нас, за да можеме вистински да им бидеме на благослов и да ги препознаеме како наши ближни. Отец Филип, ќе ви се заблагодарам овде за ова ваше гостување. Навистина преубаво се чувствував со целата оваа топлина која ни ја донесовте овде во студиото на телевизија Сонце во емисијата од своја страна. Навистина пријатен разговор, се надевам дека ќе уживаат и нашите гледачи, еве ќе го погледнат токму во овие празнични денови, ќе уживаат во целото ова интервју. Ќе ви честитам за се што сте направиле и за се што ќе правите, бидејќи знам дека тоа е вистинскиот пат и дека правите добро на сите оние каде што најмногу им е потребно истото. Се надевам дека ќе се видиме без пандемијата на COVID-19 во некое поубаво време повторно. Ние сме секогаш тука да поддржуваме луѓе кои што навистина прават нешто и кои што навистина се вредни за општеството и за секојдневното живење. Ви благодарам уште еднаш. Ти благодарам за сета поддршка, за времето тука и верувам дека од ова нешто ќе произлезат уште повеќе добри нешта. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше после новогодишното интервју со отец Филип Иванов, кој ни доаѓа од Велес. Се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание, дека ќе уживате во овој пријатен и топол разговор. Јас ќе ви посакам среќни новогодишни божикни празници, да ги поминете во кругот на вашето семејство, да се запрашаме што сме направиле досега, што повторно ќе треба да направиме, да не заборавиме да помогнеме оному каде што навистина е најмногу потребна и да не заборавиме на крајот од денот да бидеме благодарни за нели секој нов ден. Ќе ви се заблагодарам овде и ќе посакам наша наредна средба, наредната среда во истиот термин. До тогаш ќе ги поздравам моите пријатели од бутик Мај Мода, кои се наоѓаат овде во центарот на Скопје, и мојата шминкерка Самра Имери. Се гледаме за 7 дена.